civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Она кое што ние го добиваме како Здружение на бизнис жени, како информација вели улогата на граѓанските организации да бидат креатор на владата и да ги коректор на владата и да ги носат на прав пат општествено-политичките процеси и нивната работа, и при тоа никако не треба да бидат водени од идејата да влезат во владата. Дефинитивно тоа е погрешен граѓански сектор. Значи, она со кое што ние секојдневно се среќаваме и со муабетите кои што ги имаме со нашето членство е дефинитивно тоа. Граѓанскиот сектор мора да биде коректор и само коректор. Не треба да се цели да влезе во владата, затоа што дефинитивно тогаш имаме ситуација која што вели вие сте тргнале од погрешни цели. Вашиот пат ве води погрешно. И сега каков е нивниот удел во политичките и општествените процеси и дали граѓаните ги доживуваат како фолиранти или како прогресивци? Мојот бекграунд е предприемачки и јас доаѓам пред се од приватниот сектор и ова прашање во приватниот сектор не може да се постави. Зошто не може да се постави? Затоа што приватниот сектор не може да се просперира со фолиранство. Таму веднаш се препознава кој знае да ја заврши својата работа и кој е фолирант. И во приватниот сектор има прогресивци, тоа се тие кои што не носат напред во развојот, и тука исто така имам многу можности, но има и многу препреки, и меѓутоа нема можности за манипулација. Зошто? Затоа што ако продуктот не е добар, тогаш нема да помине на пазарот. И ако не помине на пазарот, каде што нели тука купувачот е оној кој што е сурово искрен, тогаш компанијата дефинитивно ќе пропадне. Тоа е она кое што ни фали во невладиниот сектор. Простите, но епитетот фолиранти не е даден напразно. Она со кое што се среќаваме и стално велиме каде што има чад, сигурно има и оган, е она кое што ние сите се среќаваме. Дали некој од вас некогаш имал партнер организација која што не си јас работела, која што ни била партнер во некаков си донаторски проект кој што сме морале да го одработиме и за партнерите за да не ни пропадне партнерот? И за да не ни пропадне програмава, за да не ни пропадне проектот. Тоа е она што нас не мачи, драги мои. Тоа не мачи професионалноста во невладиниот сектор. Така што, за жал, тие организации се уште постојат и се уште се фалираат на пазарот, на невладиниот сектор. Она мора да се профилира. И да, сакам да говорам за професионалноста, за препознатливоста, за градењето имидж, бренд на организацијата, градењето на капацитети на кадарот кој работи во организациите, секоја чест на организациите кои нудат бесплатна едукација на кадарот во невладиниот сектор. Тоа и ние многу често го правиме, но јас сметам дека тоа е многу погрешен пристап. Секое знаење треба да се плати, секоја обука треба да биде со пазарни цени, затоа што само тогаш оние кои што присуствуваат на обуки, тренинзи, ќе бидат сериозни во својата доедукација. Знаењето чини и е тотално погрешен пристап на бесплатна едукација, која пак не е ниту сертифицирана, а ниту пак има проверка на знаењето. Сето тоа е она кое што нас ни ја прави маглата во невладиниот сектор. И ова последново е страшно. Погрешно или половично едуциран кадар прави поголема штета отколку добро. И на крај, да завршам во моите 5 минути, имам уште малце време, колку од организациите имаат точно определена мисија, визија, цели на организацијата со кои што се стриктно определени, со одредена кауза за која што се залагаат. Сега, да почнеме. Невладиниот сектор мора да се класифицира, мора да се направи катастар со стрикна поделба на улогите на невладиниот сектор, затоа што не може една организација со еден исти кадар да работи екологија, економија, човекови права, аграр, женски права и така натаму. Тоа е невозможно и недозволиво. Затоа што кога ќе споите делумно едуциран кадар со организации кои работат од се помалце, бидејќи нивната кауза е широка и тие работат на секое поле, токму тогаш се добива епитетот кој што го добиваме, фолиранти. Исто така треба да се направи катастари на донатори, проекти, активности и се што се работи во невладиниот сектор. Ќе имаме многу поголема полза, ние како невладин сектор не знаеме
кој донатор што поддржува, кој проект што постигнал, која организација што постигнала, и во своето работење ќе престане да се случува она за кое што стално ни се случува, дека почнуваме од земјата беше вжештена лава. Секоја организација која ќе се воспостави не знае што постигнале веќе другите и почнува повторно од почеток и пак од почеток и пак од почеток и тогаш не креираме напредок. Кога сето ова ќе го направиме и кога ќе имаме информации кои што се апдейтирани и ќе следиме кој што работи, тек тогаш ќе знаеме за невладиниот сектор, неговиот придонес и ефективностите во политиките и општествените процеси и во придонесот на општествено-политичките процеси. Бидејќи без податоци не можеме да креираме нити политики, ниту пак општествени процеси. Мора да имаме податоци, мора да биде database driven сектор, дефинитивно, не можеме на непознавање. И бидејќи на крај немам доволно информации за работењето или на останатите организации, јас можам да ви кажам што работи Сдруженијето на бизнис жени, што постигнавме во последниве 10 години. Постигнавме да бидеме препознаени, дека треба да се работи на развојот на женското претприемништво, препознаени од граѓанскиот сектор, препознаени од жените претприемачки, кои што се нашата целна група, бидејќи нашето членство секој ден се зголемува, и препознаени од институциите кои што се нашиот партнер или пак од другата страна понекогаш знаеме дури со нив да се буткаме на рака, тоа не е едноставен процес, затоа што промените не се едноставни. Така што она што ние го работиме, се бориме за нашиот таргет, се бориме за нашите членки, се бориме да добијат што повеќе може, за да може женското претприемништво да стане дел од развојот на економијата во нашава држава. Затоа успеавме да ја направиме стратегијата за женско претприемништво, која што ја направивме заедничко со повеќе организации и со институции и влада на Република Северна Македонија. И сето тоа што значи? Тоа значи дека ние со здружување, со здружени сили како невладен сектор, со заедничка кауза, успеавме да направиме промени. И сега уште нешто да ви кажам, дека ја направивме националната платформа за развој на женско претприемништво, во моментов е отворена како платформа, ве повикувам кои сте заинтересирани да бидете дел од националната платформа за женско претприемништво, затоа што само така со повеќе организации кои што се точно определени во својата кауза и со својата цел за работење, можеме да постигнеме повеќе. Меѓутоа, дефинитивно само со професионализам. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.